Од Министерството за здравство информираат дека во периодот од 6 август до 28 октомври на територијата на целата држава се регистрирани над 45.620 граѓани позитивни на коронавирус. Од нив 27% биле целосно вакцинирани, останатите 33.246 заразени, односно околу 73% воопшто не примиле вакцина. Речи си исте и со односот кога станува збор за хоспитализирани лица од COVID-19. Од пациентите што биле примени на болничко лекување во изминатите 2,5 месеца, 75% се невакцинирани, додека 25% од сите моментално хоспитализирани пациенти се целосно вакцинирани. Во периодот до 28 октомври на територијата на државата починале 1592 пациенти со COVID-19. Од нив 1310, односно околу 82%, не биле вакцинирани, додека останатите примиле вакцина. Според анализите, починатите имале повеќе комбинирани хронични заболувања. Пациентите биле вакцинирани со сите типови вакцини што ги има на располагање во државата. Заклучно до пред 2 дена во целата држава имало вкупно вакцинирано 802.700 граѓани, ревакцинирани се 772.000, а третата доза ја примиле 20.120 граѓани. Кандидатот за градоначалник на Кочани Никол Чуилиев, заедно со членовите на Општинскиот совет од стариот и од новиот состав на коалицијата Најдоброто за мојата општина, ја одржа завршната пресконференција пред вториот круг на локалните избори. При тоа тој ги повика гласачите да му ја дадат довербата за да продолжи посветеното и одговорно работење во новиот мандат. На крајот на кампањата од локалните избори 2021 година, сакам да ја изразам мојата благодарност за вашата безрезервна подршка по првиот круг од изборите. Вие сте мнозинството што ја препозна нашата заложба за модерно Кочани. Работевме со огромна љубов и посветност. Честно и одговорно, Кочани да биде пристојно место за живење на сите. Оно што го реализиравме, а сработивме повеќе од кога било, е најсилниот мотив заеднички да продолжиме и понатаму. Да изградиме дом за стари изнемоштени лица, нов булеварски влез во Кочани и сообраќајни решенија што ќе го олеснат движењето на сите. Да создадеме зелени, естетски и функционални целини во сите делови на општината. Со урбанистички решенија да градиме поквалитетни услови за живот и стопанисување. Почитувани сограѓани, најважно од се е да продолжиме да градиме мостови на пријателство, на верба и разбирање меѓу нас, жителите на Кочани. Нема проект што вреди повеќе од мирот и соживотот во нашата општина. Затоа ве повикувам и во наредните денови да ја задржиме човечноста и на мирен и достоинствен начин да го реализираме и вториот круг од локалните избори. Ако во мене гледате можност за нов 4-годишен развој на Кочани, и ви благодарам за довербата. Искористете го вашето граѓанско право и изберете го докажано најдоброто за Кочани. Убедливо да ја потврдиме предноста од првиот круг. Продолжуваме од понеделник. Многу започнати проекти чекаат на нас. Во завршното обраќање до граѓаните пред одржувањето на вториот круг од изборите за градоначалник на Кочани, кандидатот Љупчо Папазов од коалицијата Обнова на Македонија најави промена на локалната власт и побара поддршка за ветените проекти. Промените започнаа во цела Македонија. Неминово ќе се случат и во Кочани. Никакви манипулации и притисоци од страна на власта во заминување тоа нема да го спречат. Останува уште само еден чекор до новата иднина. Во недела излезете масовно на гласање и дајте силна поддршка на проектите со кои одговорно обезбедуваме модерен развој на Кочани.
Драги кочанчани, вие сте силата која создава подобра иднина. Ајде заеднички да ја оствариме целта. На 31 излезете и одберете промени, проекти и нови победи. Гласите и заокружите број 7 за просперитетно Кочани. По повод одбележувањето на месецот на книгата во библиотеката Искра се одржа општинскиот надпревар Млади библиотекари, на кој учествуваа ученици од основните училишта во општината. Годинава надпреварот се одржа по 21 пат, а според оценките на жири комисијата, сите учесници покажале солидни познавања од библиотекарската дејност. На општинскиот надпревар учество земаа сите ученици од сите основни училишта, од 4 основни училишта од Кочани, основното училиште од Крсте Петков Мисирков од Оризари и подрачното училиште на Кирил и Методи од Подлог. Целта на одржувањето на надпреварот е одбележување на месецот на книгата, кој се трае од 15 октомври до 15 ноември, а со одржувањето на овој надпревар на некој начин сакаме да направиме популаризација на книгата, на библиотеката, на библиотечното работење. Учениците имаат 20 прашања, прирачник од кој што требаше да ги спремат да се подготват за надпреварот. Жири комисијата составена од вработени во институцијата информираше дека најдобри резултати на надпреварот оствари Матеј Георгиев, ученик во 9-то одделение од основното училиште Марина Попиванова. Тој ќе ја представува општината на државниот надпревар што во мај се одржи во Скопје. Според бројот на освоени поени, второто место и припадна на Ивана Петрова од основното училиште Никола Карев, додека трето пласирана е Славица Стојанова од основното училиште Раде Кратовче. На најдобрите надпреварувачи, како и на останатите учесници на надпреварот, им беа доделени дипломи и книги како награда. Жител на Кочани останал и без пари и без викенд куќа кај Јастребник, откако бил измамен од куманвец кој му ветил дека ќе го изгради објектот. По откривањето на измамата, кочанецот случајот го пријавил во полиција. Од надворешната канцеларија за криминалистички работи во Кочани информираат дека е поднесена кривична пријава против 40 годишниот ТТ од Куманово поради постоење основи на сомнение дека сторил кривично дело измама. На 28 јули годинава пријавениот го довел во заблуда НВ од Кочани дека ќе му изгради викенд куќа во Јастребник, за што на 6 август склучили и договор заверен кај нотар. По ова, НВ му исплатил во 2 наврата 400.000 и 128.400 денари, за што му бил даден документ каса исплати. Пријавениот, откако не почнал со работа според договореното, му причинил материјална штета од 528.400 денари, а полицијата покренала судска постапка пред јавното обвинителство. Од Македонското биро за метрологија ги информираат граѓаните дека викендов започнува зимското сметање на времето. В недела во 3 часот по полноќ стрелките на часовниците ќе се поместат за 1 час наназад и ќе се смета како 2 часот. Со тоа ќе заврши летното сметање на времето што почна во март годинава. Часот што на 31 октомври годинава поради поместувањето за 1 час наназад ќе се појави 2 пати меѓу 2 и 3 часот, се означува првиот пат како час 2А, а вториот пат како час 2Б, се вели во информацијата од Бирото за метрологија. Одлуката веќе е објавена во службениот весник број 68 од 25 март 2021 година. Викендов се игра 9-тото коло во првенството на втората фудбалска лига Исток, во кое екипите од Кочани и Виница ќе гостуваат. Фудбалерите на Осогово по минатонеделниот срамен пораз од 3:0 на домашен терен од директниот конкурент Кит Го
Во ова коло ќе патуваат во Гевгелија на средба со Кожув. Со оглед што и гевгеличани се во опасната зона на табелата, може да се очекува тврд надпревар во кој и двете екипи ќе се трудат да излечат максимум и да ги освојат бодовите. За жолтосините тоа нема да биде лесно, со оглед што Кожув од секогаш е незгоден противник, а освен тоа ја има и предноста на домашниот терен. Слога 1934 во ова коло ќе гостува на Каменица Саса, која има 2 бода помалку и се наоѓа на третото место на табелата веднаш зад Виничани. Без разлика што се домакини, фудбалерите на Сасак имаат тешка задача против гостинскиот тим, особено што во претходното коло загубија од последно пласираното Братство. Екипата од Виница пак почна нова серија успеси и ја гледа можноста за подобрување на бодовното салдо. Средбите од 9-тото коло во втората фудбалска лига Исток се играат в сабота со почеток од 14 часот.